Здраво, Македонијо! Добре дојдовте во вечерното шоу и внимавајте кога читате анкети. Малку атмосфера од предизборните денови. Прави анкета за, не знам, за тешки глупости. Ајде, денеска што да правиме, нема што да правиме, ајде правиме. Има паричка ја троши. Многу, Иначе овој човек е познат по тоа што и 2021 година мене ми даваше лажни анкети. Исто. Каде јас сум втор, евентуално трет, каде Оливер Зафировски води и кога му извади ја чекај, ја имам анкета, каква анкета, еве, гледа, кој ти ја правише? Сашо Клековски. Ке види Сашо Клековски. Чекај, не викај по човекот, имам друга. Кој е? Еве тие, ова е теренска анкета, уште поточно. На таа 1% плюс имам, на таа сум 6, на ова е 7% водам. Кој ти ја правише Мечка? Ке види Мечка. Мечка, непријатно. Еве сега, таа Мечка исто има направено анкета каде што вика Стефче Екимовски 36%, неговиот другар 18%, дупло. Немогуче. Се ова анкета деновиве лаже. Значи ова анкета деновиве ќе биде објавена на граѓаните на 1159, мислам дека е испитаници, да. За љубителот на анкети е една реална. Улажи со кратки ноги. Знаете како, има една приказна Јака анкета, 2:1 во корист на Стив Војвода. Бел бумбар за него, но ако довербата па во анкетите не е максимална, бидејќи, некогаш и знаат да погрешат анкетарите, секогаш на помош може да дојдат и знаците од универзумот. Морам да кажам уште една битна работа. Минатите избори во 2021 година пред штабот ми се појави едно маче, Жучко го викав, и со мене го носев на подкастите. Денеска, како што реков, ми се појави пред колата едно маче, мислам дека на почетокот на емисијата кажав, кое што имаше, јас го земав, некако ме подсети на пред 4 години, потоа испадна дека мачето има сериозен проблем, херпес на окото, веројатно ќе го изгуби окото, но во секој случај, Господ ми го прати тоа маче. Да, има некој знак тука. Некако мачињава, како да кажам, се појавуваат пред битни одлуки и за граѓаните и за мене во животот и еве, веројатно тоа маче ќе биде наша среќа моја и на Карпошани. Дај Боже. Кога ќе ти прати некој ќоро маче како предзнак, може би е знак дека анкетата на која водиш 36-18 ја гледаш само со едно око, епилогот од ова беше овој. Има во предвид дека во Карпош, каде што победи Соте, Бог да чува и да брани, Соте победи. Нека е жив и здрав. Това е. Ќорото маче не помогна, ама бумбарот кој не дава мед си го направи своето брррр. Веднаш после поразот се јави Јакимовски со изјава да честита на Сотир Лукровски. Благодариме на споделените честитки. Бумбарот можеби не носи мед, ама штурецот, кој цело лето свирал цмнм, назима ќе ги гледа мравките како успешно зимуваат, бидејќи се труделе, додека тој свирал севдалинки колку се мравките глупи, небањати и така натака. Инаку, нема подобра анкета од самиот ден на гласање, но секогаш треба некој да знае да ја прочита. Анкетата наречена прв круг, подпредседателката Чупеска од СДСМ ја читаше вака. За потоа да уследи на избориве што се случува. Како не е потоп? Не, зашто потоп? Ама и кој ако отвориме, ајде дајте ми ја мапата на нова може. Не е потоп доживеа ние од левица, него власта доживеа потоп од опозицијско расположение, од незадоволство. Ја кажувам нашата перспектива, а нашата перспектива е дека ова е супер за нас, ама лошо за ВМРО. После овој голем успех, а уште пред да дојде вториот круг, се случи необјаснивото, луѓе. Чупеска како да сакаше да му помогне на ВМРО, да се спаси од потопот, односно како да сакаше СДСМ да не го повтори големиот успех. И поднесе
Оставка. Веќе имаш информација вчера дека Ана Чупеска, една од подпредседателите на партијата, си поднела оставка. Имате ли некакви информации во врска со ова? Се најавуваат и некои други оставки? Да, навистина е поднесена оставката од подпредседателката Чупеска. Јас не можам да коментирам дали е таа оправдана или неоправдана, веројатно таа има своји причини. Штета. Сепак, овој сериозен план, овој ВМРО-вски план на Чупеска беше неуспешен, бидејќи и покрај оставката на Чупеска, СДСМ го повтори успехот од првиот круг и освои уште 3 градоначалници, или 3 помалку од Влен, а исто толку колку Дуи. Едино Левица е поуспешна од СДСМ со 0 градоначалници. Иако па по број на гласови е далеку пред СДС во Скопје, зашто и помогна стратешката тајна одлука веројатно на СДСМ да истори поддршка кон Амар Мециновиќ во вториот круг на локалните, бидејќи овој човек е гениален стратег. Пред почетокот на овој победнички прес дзиркаше во мобилен случајно да не победиле на уште 5-6 места, а да не знае, за да информира јавноста. Надежта последна умира. Ама сепак умира. Но што очекувате од човек кој доживеал дебакл, победа над победите? Оставка, а? Ајде да видиме. Им честитам најпрво на граѓаните на достоинственото гласање на вториот круг на локалните избори. Според досега обработените податоци, покрај освоените 3 градоначалнички места во првиот круг, имаме победа во уште дополнителни 3, тоа се Центар, Македонска Каменица и Зрновци. Океј, математиките прво. 3, па освоивме уште 3. Под оставка ми се скри, уште требаше да каже. Ке има ли оставка, Венча? Ке има? До сега 6 градоначалници, очекуваме конечни резултати во уште неколку општини каде разликата е многу мал број на гласови. Добро, знаеме. Значи освоивме 3. Тоа се 3 плюс 3. Значи освоивме 6. И можеше да продолжи. Инаку 6 е 2 плюс 2 плюс 2. Или ако одземете 994 од 1000, ние го освоивме остатокот. Квадратен корен од 36. На поразлични начини кажано, дури и помокно звучи. Ама треба да ти текнит. Земо! Им честитам на сите градоначалници од сите политички партии. Мора да информирам дека во изминатите 2 недели, во вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи, и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Нели, не зборувај за твојата катастрофа, туку раскажувај како ВМРО злоупотребувало институции и затоа си ти дибидус, а не дека е нешто друго во прашање. Одлична тактика. Слична на онаа во втор круг за Скопје да ги дувате гласовите на Левица, која не причека ни 2 минути за да ве намокри од керамиди. Ама стратег си е стратег. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Браво, браво, честитам! Ова е секако поттик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Поттик било ова, окей? Поттик за борба. Овие 6 градоначалници го мотивирале. А Пасиев со 0 е уште помотивиран. Си ги прогласија успесите. Најголеми губитници според левите се оние кои победија. Орвел да ве гледа, солзи ке лее од радост. Поразот е победа. Па, ви ја честитам победата. Ови избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене, као председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат, политички, кадровски, и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор, на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период. Ви благодарам. Ови избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене, као председател на партијата. Не е ова дебакл, ова е успех, ова е победа, ова е поттик и патокас.
уште прослава што не направија за резултатот. Ама еуфоријата од успехот не ги спречи комплицираните прашања. Да повелете. Не, јас кажав и минатиот пат. Јас сум председател многу краток временски период, година и неколку месеци. Не. Размислувате ли за оставка? Не. Нема потреба. Супер сте. Сметам дека тоа што се направи во партијата изминатиот период после таков еден навистина катастрофален пораз лани беше една консолидација. Па како не? Затоа бидејќи ја консолидиравте, ќе го менуваш другото раководство, само себе си не. Бидејќи знаеме дека и фудбалскиот тим кога ќе изгуби, ги менуваат сите играчи, само тренерот не. Тој ќе остане за да ги консолидира и оние новите другите што ќе дојдат. Процесот продолжува силно да се бориме против оваа власт. Сметам дека тоа што успеавме во изминатиот период да ги разобличиме лажните политики на власта, која што изгуби веќе 130-140 илјади гласови за само година и пол, е делумно и наша заслуга. Тоа што власта освои 64 заедно, 65 поточно градоначалнички места, е делумно и ваша заслуга, точно. Ама тој би да си толкува собствена, негова лична математика. Како, например, на трка на 100 метри, последниот да каже, добро, окей, може би не победив, не освоив олимписко злато, ама затоа заостанав само 2 секунди позади првиот. И тоа е јасен патоказ и голем успех. Да, поднесе оставка и соработката ќе продолжиме во една друга форма со неа. Ја потврди оставката на Чупеска, која не можеше изгледа да се носи со успехот кој го постигнаа, а беше светски. Дали ги лоцирате слабостите или допрва ќе ги лоцирате заради вашите? Па добро, еве кажав, мислам дека веќе е јасно во кој насоки треба да се движи партијата, понатаму делумно освеженото раководство, кое што ќе биде реконструирано во следниот период, така да јасно е како треба да продолжи. Јасно е во која насока треба да се движи. Само вака продолжете, чим сте толку успешни. Но зошто менувате раководни лица после ваков успех? Па не сте сериозни луѓе. Доста е со вас. Ова не е сериозно. Мора да одиме кај оние кои освоија мокни 0 градоначалнички позиции. Ако треба да опишам во еден збор како помина вториот круг, тоа е ВМРО стагнира, левица дуплира. Не се смејте, бре, не му се смејте, во право е човекот. Иако јас мислев дека тој еден збор ке компир или зиро или дупка, ама како во песната на Трифун Срце тетовирано, во која тој кажа еден збор, извини, душоу, така едниот збор на Димче ВМРО стагнира, левица дуплира. Голем збор. Но ви реков, во право е. До сега има 0 градоначалници, а сега имаат 0 по 2. Дуплирано, што е исто така 0. И тој е математичар како Венко. Не се смејте со него. Орце од Драчево има освоено плюс 3.500 гласа, што е само 3% зголемување, додека Амар од Чаир има освоено плюс 30.500 гласа. А Димчо од Прцорек има освоено 0 градоначалници. Ова само покажува дека опозицијските тенденции веќе се престројуваат позади левица. Да, бидејќи во втор круг за Скопје можеше опозицијските тенденции да се престројат и позади Орце. Јели генијалецу. Логикава е, ние е Америка, 302 милиона. Од втора партија на ниво на цело Скопје. Вечерва обзнанувам дека сме прва партија, дури и пред ВМРО ДПМН во центар, во Карпош и во урбаниот дел од аеродром. Прва партија во центар, Карпош и урбаниот дел на аеродром. Во центар победи СДС, во Карпош победи ВМРО, во аеродром победи ВМРО. Ама тие биле првата партија. Поголеми победници се и од СДС. Ви кажав. По кој знае кој пат, балистичко-врховистичката коалиција потврли и вреди ги зафркна ДПМН на секаде каде што очекуваа нивни гласови. И затоа ВМРО и вреди изгубија на секаде. Потоп. Друго? За возврат на кусогледоста на Мицкоски, Курбан отиде Западна Македонија.
Рече дечкото кој номинираше кандидати во Тетово гости во Риструга за да види некој аир дуи, а не влен, коалицискиот партнер на ВМРО. Односно, за да му наштети на ВМРО, му помагаше на дуи. Но тоа не е причина да не ви тропа глупости на прес, како победник со 0 победи и без кандидати за градоначалници патемни во родниот му Велес, ни па во Штипна Крмов. Патриоти, продолжете да си го гласате Мицкоски. Рече патриотот кој се бореше на власт да дојде Зоран Заев, а сега им подпомагаше на дуи. Во поглед на неопределените, ќе кажам дека 66% од нив не излегоа на глас. Тоа е многу неинтелигентно решение со ваков изборен модел. Или да објасниме пластично. Да објасниме пластично. Сите кои не гласавме за левица сме неинтелигентни. Од тука апелиравме дека неизлегувањето е неинтелигентно решение и тоа се покажа во пракса. Мора да гласате за левица, јасно ли вие? За да не ве навредуваат дека сте неинтелигентни. Прости едни. Како може да не гласате за левица? До гласачите на СДСМ ве пуштија низ вода. Ја предадоа Струмица и Карпош, предадени сте од корумпираното раководство. Престројте се позади нашиот бајрак за да ги победиме ДПМН на наредни парламентарни избори. И ете го мочањето од керамиди. Скоро цело СДС му гласаше за Амар во вториот круг, а сега ги престројува да гласаат за него, за да победеле на следните парламентарни избори. Или подобра идеја, бе, луѓе. Па Димче нека го изберат за нов претседател на СДС. Чиста работа. Еве го и неговиот предлог, слоган за изборите во СДС. Пушам кога се нервирам, да во друштво или сам. Ама не се секирам, пуша скоро сите што ги знам. До гласачите на СДСМ, престројте се позади нашиот бајрак. Пуши ме, гале си, нема ме. Ај со среќа, па и со СДС да продолжиш во големи победи. Амар е новото лице на левица. Амар од обичен левичарски воин вечерва стана специјалец. Амар бил обичен воин. Ама Брусли кажа дека од денес е специјалец, како што беше и Димче специјалец кај Катица Јанева, веројатно, или па можеби некој поразличен. Амар, кажи бе нешто ти, човек. Се дека тука дисреспект ми е за луѓето што дипломирале. Него само сакам да кажам дека повеќе никакво мерило не е формалното образование не кај нас, било каде у светот. Лажењето дали е мерило, тоа е прашањето, не образованието. Имаме многу доктори, медицинари, кои се во политиката. Што врска има испитот по анатомија со водење политика? Никаква. Ама лажењето дека си дипломирал, а не си дипломирал, и дека си абсолвент со 7 положени испити, тоа има врска. Градува и треба да да... те потсетам дека Илон Маск беше советник на председателот и го водеше... Не, ама сепак јас мислам... Министерството за... Додж. Даде за... Department of Government Efficiency. Efficiency за владина... Така, али морам јас нешто да искоментирам за гледачите, значи јас... Чисто да не е некажано, Илон Маск има факултет, поточно има 2 факултети, физика и економија. Нема постдипломски, односно мастер, што би рекле ние, бидејќи се откажува од Стенфорд после неколку дена од како го примаат за да си го тера бизнисот. Чисто да разјасниме, да не го разубедувате бре дечкото да си го заврши факултетот, зашто не? Јас кај Мерко нема да идам иако и ВМРО ми го земаа пошто го направија коалиционен партнер. Вау, аве какви опасни фори пушташ. Некај Мерко, кај Али Ахмети отидовте почесниот доктор на науки. Иако разликата меѓу купена диплома и да лажеш дека имаш диплома не е ич голема. И двете се лажење дека имаш степен на студии кои ги немаш. Јас не, ама јас ќе се вратам, ја почитувам таа наука, јас сум запознаен со таа наука, така што науким, така да науким ќе продолжиме со моите професори и колеги. Стив Джобс нема факултет. На Бил Гейтс нема. Да, ама сепак мислам дека тоа треба да се... Ама не викам ја дали е тоа, значи, окей. Не, ама никој не дала тебе нема те мериве. Стив Джобс нема факултет, Бил Гейтс нема факултет, Марк Закерберг нема факултет. И знаете што? Ниту еден не лажел дека има факултет. Од друга страна, уште многу други луѓе немаат факултет. Многу понеуспешни од Стив Джобс и Бил Гейтс ги гледате секој ден на улиците околу вас. Ама и тие не лажеле дека немаат факултет. Вака примери може да си даваме до безкрај. Дај да видиме човечки квалитети какви има реално. Апсолутно е релевантно, бидејќи се поставува како теза за изборите, апсолутно е релевантно да се објасни и да се каже.
Апсолутно е релевантно. Така, не се согласувам бидејќи се поставува како теза и како причина зашто треба да изберам некој или не треба да изберам некој. Јас бирам човек, него бирам неговото образование. Амар Мециновиќ, прво човек, потоа абсолвент. И конечно. И уште нешто мора да се надоврза на се во ова. Значи, водењето на град не е квиз. Не е квиз па да ги знаеме како под Б, туку градоначалникот треба да состави еден свој тим. Значи, има еден органограм на сектори на град Скопје, 20 сектори има на град Скопје, и тие сектори треба да се организираат и да функционираат најдобро што можат. Бла, бла, бла. Водењето град не било квиз, демек не треба да си дипломирал некаде за да водиш град. Точно, исто така, ако лажеш на квиз ке те дисквалификуваат. И ако лажеш, односно ако велиш кандидатите за градоначалници мора да поднесат оставки ако се пратеници во моментот, а после твојот кандидат пратеник не го прави тоа. Или ако кажеш високи функционери не смеат да имаат двојно државјанство, па твојот кандидат покажува двојно државјанство и никому ништо, што да ти кажам? Секој си одговара за последиците, кога реалноста која сам си ја креира во главата ќе се судри со реалноста каква што постои надвор од нечија глава. Оној кој гледаше на ќори мачиња исто така тоа добро го знае. Иако и со Амар си го поддржаа бајракот меѓусебно ноќта пред изборите. Тоа е. Секој по својот пат до следниот пат. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со Антонио Милошовски и анализата за Кичево, Струмица и целата постизборна Македонија. Ќе биде многу интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание, прво за оваа недела, продолжува со разговорот во студио. Вечерва со нас е, како што ви најавив, подпредседателот на Собранието на Република Македонија Антонио Милошовски. Антонио, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Еден од најискусните во македонската политика, затоа верувам ќе ми дадеш квалитетен одговор на прашањето. Одамна не сме виделе ваква победа на локални избори, 55 општини освои ВМРО ДПМН, заклучно, нели? Неделата вечер на 2 ноември беше вториот круг. Што прво помисли кога свати за колкава бројка се работи? Па најпрвен помислата ми беше дека ова носи навистина голема одговорност. Многу голема одговорност. Доминацијата на ВМРО ДПМН е очигледна, но исто така и очекувањата се големи. Тоа што го помисливе во изминатиот период, забележувам дека СДСМ никогаш не биле послаби отколку што се сега. Тесно партијски може човек на тоа малку и да биде задоволен, но од друга страна мислам дека не е добро за државата и за балансот внатре демократија, власт, опозиција, критика да се има толку слаба опозиција, но не може човек ништо да направи да им помогне на било каков начин, ако не можат сами себе си да си помогнат и да се реформираат. Но она што најмногу би рекол ми остави впечаток беа победите во Струмица, во Карпош и во Кичево. Сите си имаат своја символика и сите други. Не би сакал да подценам ни една општина, но сепак Струмица беше еден фамилиаризиран бастион на не само на СДСМ, туку на една мала група и семејство од СДСМ, 20 години. Победата таму донесе една нова свежина. Карпош беше општина која што предходниот градоначалник секогаш успеваше еднаш игра со Богдан, друг пат со Антонио, трет пат со СДСМ, па со ВМРО, па потоа пак ги менува адресовите и некако се одржува на сцена, не толку заради својот квалитет, колку заради одредени прилики кои што му одеа во корист. Во меѓувреме Црна листа и се друго, може би беше според мој вкус еден од оние кои што најниско ја спушти кампањата на ад хоминем напади. Јас разбирам да се критикува и премиер, и министер, и кандидат за градоначалник, но да се оди на лични навреди од така возрастен човек, наистина беше непристојно. И драга беше победата и во Карпош, и во Кичево, слично како и во Струмица.
20 години Дуи, односно 16 години еден градоначалник, само затоа што има едно име и презиме кое што е различно од твоето, моето или нечие друго, без било каков понуден проект или додадена вредност. И во голем дел поддржан не толку од локалното население, колку од контингенти кои што не живеат во општина Кичево, и сметам дека таа победа таму беше, како што беше во Струмица пораз за СДСМ и нивното раководство, во Кичево беше пораз за Али Ахмети и за Фатмир Дехари, односно за Дуи. Ќе ги анализираме еве и трите општини кои ги наведе, бидејќи да секако беа најинтересните битки или највпечатливите резултати доаѓаат токму од таму, но ти си кичевчанец, победа во Кичево, честитам. Благодарам. Прашањето е како? Како се случи ова? Ова беше, прво беше една идеја која што не сгасна од 2013 година до денес. Сепак еден добар број на луѓе, меѓу кои што и самиот кандидат Александар Јовановски, генералниот секретар Ѓоко Сајковски, другите луѓе од локалното раководство во Кичево, па и од делот од извршниот комитет, вклучувајќи ме и мене, не престанавме да веруваме дека ваква промена е потребна и можна. Имаше и скептици, кои што не знаеа состојбата на терен. Но сепак бевме решени да направиме еден сериозен обид, и тоа што беше најбитно е што самиот кандидат за градоначалник Александар Јовановски е еден личен пример и семеен и општествен на човек кој што обединува. Од другата страна имаше кандидат кој што владее со поделби. Едни се наши, други се ваши, трети се со провизија, четврти се дојдени со авиони, пети се роми, турци, подценување и слично. А Александар Јовановски сепак е човек кој што има пристап до најголемиот дел од граѓаните во Кичево. Имаше и силна поддршка, се разбира, и од председателот на владата за овој ангажман, и морам да истакнам дека за разлика од другите општини, во Кичево и оние симпатизери кои што беа и на СДСМ, и на Левица, се разбира најголемиот дел на ВМРО-ДПМН, па и неопределени, но и добар дел гласачи на Влен и добар дел гласачи разочарани од Фатмир Дехарија, негови поранешни симпатизери, се одлучија за ваква една промена, и тоа беше еднакво на успех. Зошто толкаво инсистирање на Кичево, кажа, од 2013 тлеела идејата и желбата? Која е фактички символиката на таа битка за Кичево и на крајот символиката на победата? Па символиката на битката за Кичево е тоа што самата општина беше, би рекол, колатерална штета на политички калкулации во таа општинска територијална реорганизација. Не беше нешто што доаѓаше логично само по себе, туку беше еден поранешен договор помеѓу СДСМ и Дуи, на кој што мапите на општините се црта од некоја канцеларија во Скопје, од луѓе кои што ниту не излегле на терен за да знаат за кои општини станува збор и кои реперкусии би ги имало тоа на локалниот развој. Втората работа беше самото наметнување на власт од човек кој што во 2001 година го сметал и Кичево и општината како воен плен, тоа го истакна и Артан Груби во едно негово излагање. И третото беше неравноправниот третман и однесување на доскорешниот градоначалник Фатмир Дехари, кој што ги делеше населбите, селата, па и градските, би рекол, области, на оние кои што му дале поддршка и заради тоа добиваат уличка, и оние кои што не му дале поддршка и заради тоа остануваат дури и без улично осветлување. И сметам дека беше редно време да се направи оваа промена и на Дуи да им се покаже дека нивниот, условно кажано, кумровец завршува со овие локални избори и дека Али Ахмети треба да размисли или за негово политичко пензионирање, или за
целосно и суштинско ребрендирање на ДУИ, но не тоа да биде како на површното зелена агенда и тоа како сезонска некоја терапија, туку да направат нешто по-сериозно. Гледам во собрание дека почнаа ги менуваат координаторите, замени координаторите на пратеничката група на ДУИ. Дали таа реформа навистина ќе биде потемелна, не знам, не би се мешал во нивната внатрешна партиска работа, но очигледно е дека Кичево беше огромен пораз за ДУИ. Како коментар сега, да го промениш координаторот не е и некоја суштинска промена, тоа е повеќе козметика. Ако би поднел оставка Блерин Беџети од пратеничка позиција, па да дојде некој друг пратеник на негово место, тогаш пеки, но може би е некој почеток, ќе видиме, да. Но ќе зборуваме и за ДУИ. Но за во однос на победата на Кичево, што беше клучно според тебе? Кандидатот, програмата што ја понуди, теренската работа или пак заморот од ДУИ на граѓаните, како што предјави и предмалку, фактички, како што разбирам, сите протестни гласови на крај завршија во вториот круг на контото на доктор Александар Јовановски. Мислам дека најбитна беше теренската работа. Затоа што кандидатот за градоначалник, но и сите кои што беа вклучени да му помагаме во тој процес, сите се обидоа да допрат до што е поголем број на гласачи и да ја објаснат, да ја презентираат, да ја представат придобивката од промените во Кичево. Сметам дека исто така помогна и во еден дел самата ароганција и надменост на довчерашниот градоначалник Фатмир Дехари. Беше сигурен во победата, како Стефчево Карпош, така? Нешто слично, сигурен, преценета самодоверба, но исто така и со еден арогантен однос дури и кон своите најблиски соработници, кон нивни сопруги, семејства, фамилии, бизнисмени и така натаму, со едно понижување и со слични некои настапи кои што во самата ДУИ предизвика барем во Кичево во еден помал круг на нивното раководство еден посериозен раздор дека не станува збор за човек кој што има одредени идеали, етика, програма или политички амбиции, туку станува збор за човек кој што воениот плен многу добро го материализирал за своја политичка кариера и за своји лукративни цели. И мислам дека таквата споредба Александар спротив Фатмир Дехари направи многу добар, би рекол, за нас позитивен одек. И следна работа што морам да ја потенцирам беше многу смелиот и според мене еден вид на американска кампања настап на сопругата на Александар Јовановски. Значи, таа сепак во општество каде што стереотипите се уште ги има и се прилично присутни, се реши да застане целосно за својот сопруг и не само тоа, туку да излезе и јавно. Како жена која што е албанка, е сопруга на македонец кој што е кандидат за градоначалник, родители се на 3 деца, на својот мајчин јазик, но исто така и на македонски, да се обрати неколку пати, да упати апел и да објасни зошто е подобро за сите Кичево да го има за градоначалник Александар Јовановски и тоа го издржа на еден многу добар начин, го направи максимално професионално и искрено од душа и сметам дека и таквиот пристап освои добар дел на гласачи. Имаше ли критики кон незе од политичките опоненти, нешто дека знаеш како се однесува ДУИ кон Влен, нели после изборите лани, дека Влен биле слуги, вазали, беа нарекувани загари, мислам, во оваа кампања од Али Ахмети. Имаше ли такви ад хоминем напади кон госпоѓата Линдита, која што навистина остави фантастичен, допадлив впечаток кај мене и кај голем дел од јавноста, очигледно и кај голем дел од јавноста во Кичево? Имаше такви напади, но тие напади не доаѓа од највисоко ниво, да кажем, од некои поистакнати гласноговорници на ДУИ, но претежно беа пласирани преку социјални мрежи, преку реални ликови или одредени ботови кои што беа ангажирани од оваа политичка провиненција, но во секој случај сето тоа се издржа, се надмина, не успеа да направат никаков дефокус во кампањата што ја имавме во Кичево и одевме максимално позитивно и тоа се исплати на крајот со една навистина убедлива разлика, 14.200 гласови за
Александар Јовановски, 12.100 гласови за Фатмир Дехари. Неопходен беше веројатно еден таков радикален, во позитивна смисла и во наводници, пристап за да се срушат стереотипите кои што постојат. И дали е возможно такво нешто да се случува и на други места? Ако, пример, сега Кичево стане нашиот Пиемонт на обединување позади граѓански политики, односно позади реални конкретни теми, а не оние етноцентрични поделби. Или има некоја специфика во Кичево што го прави различно од другите средини? Да, во Кичево немало борби како во Тетовско, например, 2001 година, меѓутоа па, како што кажа ти, Кумровец е во близина, односно зајас на Али Ахмети е во граничи меѓа една дели со градот Кичево. Не знам дали и други општини би го следеле овој пример. Треба да се поклопат повеќе околности, и персонални и политички, но во секој случај не е лесно да се стигне до еден ваков, да кажем, модел на понуда и поддршка во било која општина. Особено не е лесно да ги обедините сите структури. Значи, тука морам да потенцирам повторно, иако најголемиот број на гласачи доминантно се симпатизери на ВМРО-ДПМН, сепак и другите политички структури и неопределени граѓани дадоа своја поддршка, и тоа е исклучително тешко. Исклучително тешко, мора да имате силен персоналитет кај кандидатот, да имате добри околности. Во овој случај добрата околност беше од другата страна, што имаше човек кој што се поделби, и во самото општество да има еден моментум на кој што на голем дел од граѓаните им е дојдено преку глава од создавање бариери наметнати, а потоа некој профитира од самите создадени бариери, и сепак бројот на гласови кои што ги доби Фатмир Дехари не се за подценување. Се разбира. Без разлика, сепак успеа да обезбеди 12.000 гласови, и тоа значи дека има луѓе кои што се уште се склони или веруваат дека и таквиот концепт треба да биде поддржан. Затоа во иднина се надевам дека би успевале и на други места да создадеме вакви обединителни приказни, но колку ќе успееме сите заеднички како општество, зависи од многу фактори. Еден од тие фактори е и вашиот коалицијски партнер во владата, тоа е коалицијата Вреди или Влен, за која што повторно има најави дека ќе прерасне конечно во една политичка партија. Таму кандидат на коалицијата беше министерот за труд и социјална политика Фатмир Лимани, човек кој што јавноста го запозна пред неколку години, кога излезе јавно со критика кон Али Ахмети, иако се во роднински врски. Да. Некаков внук од братуче, мислам дека му е. Од друга страна, не е тајна дека господинот Лимани и премиерот Мицкоски се долгогодишни познаници, мислам дека во електростопанство беа заедно во раководството, да. И кај него, нели, немам јас никакви стереотипи, се забележуваше покрај тоа што е во роднинска врска со лидерот на ДУИ, односно командантот на УЧК, се забележуваше една јесин на загинат борец на УЧК, така? Да, уште мислам дека уште во југословенско време имаше некои превирања каде што, да, неговиот татко така беше. Но сепак неговата граѓанственост, да ја наречам, односно неговиот фокус на конкретни реални теми, тој зборуваше за корупција во семејството Ахмети, а не за воени пленови и така натака, се забележуваше години назад. Така да, еден мал парадокс, и кандидатот на Влен верувам дека би бил многу прифатлив и за сите кичевчани, како што на крај испадне и новиот градоначалник Александар Јовановски во таа функција. Која беше улогата на Влен во целиот процес, бидејќи нели имаше општини каде што ВМРО и Влен се поддржаа, Тетово, Струга, во Гостивар, општини каде што ВМРО не извади своји кандидати, односно ја поддржа коалицијата. Во Кичево имаше на таква ситуација кај што нели двата владини партнера има кандидат, но на крај се обединија позади еден. Имаше општини каде што бевме и во меѓусебна конкуренција, како што беше општина Долнен и општина Брвеница,
Во општина Долнени победи кандидатот на Вреди, во општина Брвеница победи кандидатот на ВМРО ДПМН, но Кичево беше специфична општина каде што секој се обидуваше да стигне во изборното финале, вклучително и кандидатот на Влен, министерот за социјална политика и демографија. Не успеа, но во секој случај секој случај беше коректен и неговите главни поенти и во кампањата беа корумпираноста на довчерашниот градоначалник Фатмир Дехари. Бидејќи Кичево стана општина во која што се збореше за корупција, за кој колку станови има добиено во изградени згради, за депонија во урбаниот дел од градот, за кучиња скитници и за многу нерешени комунални проекти. И затоа сметам дека и во вториот изборен круг имаше добар дел на поддржувачи на Влен, кои што тоа го препозна и едноставно видоа прилика како да се оттарасат, условно кажано, од еден таков неморален, според општи критериуми, и контраверзен градоначалник како Фатмир Дехари, за кого што и Влен, уште во првиот круг во Кичево, побара да си поднесе оставка, да се повлече од трката, кога излегува тие снимки, каде што тој се гледа дека општината ја претворил во некој, ајде да кажам, куплерај клуб или клуб за делење на провизии и за некои такви понижувања или наместени тендери. И сметам дека на сите кичевчани им беше веќе преку глава од таквото однесување. Авионите не изостанаа ни во првиот, ни во вториот круг. Се тука имаме една парадоксална ситуација. Едната теза вели важни се и гласовите и на диаспората, бидејќи тие вложуваат во своите родни места и така натака, плаќаат данок на имот или ако макар до таму да одиме. Да. Или пак доаѓаат на лето, на зима, за Нова година, оставаат пари во градот, окей, Ференсквер. Од друга страна, жител на Цирих или на Њујорк, нека е се едно, да лета со авион за да го одлучи животот на луѓето кои што живеат во Кичево, исто е малце чуден момент. Па сметам дека тука сега ако одиме според закон, секој државјанин има право на глас, но истовремено има и една, би рекол, еден недостаток што добар дел од државјаните кои што се дел од избирачкиот список не ги одјавуваат своите живеалишта, иако не се присутни тука. Може би треба да се размисли во иднина да има едно вкрстување на податоците, дали јас плаќам струја, дали детето оди на училиште, дали се регистрира автомобил, дали се плаќа данок на имот, каде остварувам пензиско и здравствено осигурување и слично, и според тоа да се определи и жителството, резидентноста и можноста да се гласа. Например, во Европската унија, ако земеме неколку држави за пример, таму може да сте и државјани на Белгија, но ако вие 2, 3, 4 години живеете во Келн, тогаш веќе на следните локални избори вие гласате за градоначалник на Келн, бидејќи сте жител на тој град, не гласате за Антверпен. Да, ве засегаат политиките на локално ниво таму каде што живеете. Но тоа е прашање на изборниот законник, дали ќе успееме тоа да го смениме, сепак кај нас е прашање и на етнополитички дискурс, дали некој ќе се согласи или нема да се согласи. Инаку да, диаспората е битен дел, или може тоа да се регулира, да има диаспората да си може да гласа и за претседателски, за парламентарни избори, но да има одредени услови на кој начин би требало да се гласа за локални избори. Но овој пат, дури со доаѓањето на дел од диаспората во Кичево, кои што беа спонзорирани од пријатели на ДУИ, и тоа не помогна. Кога веќе е дојдено време, кога атмосфера, wind of change. Да, кога е дојдено време за промени, промените ќе се случат. Вие колку луѓе носе однадвор? 500, 600, 700? Мислам дека беа повеќе, од прилика 1500 луѓе имаше дојдено како еден контингент на гласачи, барем од она што нашата аналитика го обработи, но и тој контингент на гласови не му помогна да ги избегне потребите за промена во општина Кичево.
Сега што е најголемиот проблем и најголемата потреба на новиот градоначалник? Новиот градоначалник ќе треба да се справи со наследените долгови. Комуналното предпријатие во Кичево, исто како и комуналното предпријатие за жал во Струмица, тонат во долгови, кои што се високи и достигнуваат до 6-7 милиони евра. Неплатени обврски за останати кредити, доверители, извршители, долгови кон ЕВН за струја и слично кон водостопанство. И мислам дека владата ќе треба да најде начин и самите градоначалници да изготват одреден проект, како овие долгови и овие битни комуналните предпријатија сепак се двигател од логистиката на секоја општина, да ги доведат до едно ниво на функционалност, на добра кондиција, за да може да испорачаат резултати. Таква ви е кармата, да прво мора да се занимавате со грешки, пополнување на дупки, да, а после тоа да се прави нешто друго. И еве, при крај со кичевските прашања, но ми е интересно, помниш подобро од мене, малку си повозрасен. Што доби, а што изгуби Кичево као целокупност? Има македонци, албанци, турци, сите останати, власи, роми, срби, бошњаци. Од 2001 до 2025 година, дали подобро реално се живее таму? Територијалната, мислам, 2009 стапи на сила за Кичево, така? 2013. А 13, едни беа 9-та, а други беа 13. За Кичево имаше едно поместување од 4 години, да. Струга беше 2009. Суштински, се подобри ли животот на луѓето? Еве, ако сме во рамките на онаа теза дека, нели, дел од албанците се бореле за човекови права, биле игнорирани, дискриминирани и така натака. Реков само да зборуваме во рамките на таа теза, моето мислење е сосема поразлично тоа. Но се подобри ли суштински живот на луѓето? Што доби Кичево со таа територијална поделба, која што малтене го претвори во некој начин на воен плен, бидејќи беше последица на рамковниот договор. Беа приклучени, беше направен геримонгеринг се вика тоа, нели, во американскиот изборен систем и кроење на граници на општини, беа приклучени населени места се со цел само да се зголеми количеството на присуство на една етничка заедница на сметка на друга и тоа да произведе некакви права, односно да донесе на чело на општината раководни лица кои што, ќе бидат символ дека Македонија поинаку се однесува кон најголемата малцинска етничка заедница во земјата? Но што направија тие луѓе? За жал, еве две паралели ќе направам. Од 2013 година до вчера, градоначалник на Кичево бил представник на ДУИ, и тоа истиот човек. Во истиот тој период, од 2013 до пред една година, ДУИ секогаш била дел од власта. Без разлика дали била во коалиција со една, друга или трета политичка опција. За жал, не успеа градоначалникот од ДУИ да направи, да ја искористи таа своја конекција со неговите сојузници во власта и за Кичево да направи посериозни проекти. Во две поголеми населени места, како што се Зајас и Другово, едното доминираат повеќе албанци, во другото повеќе македонци, се уште не е средена канализацијата. Страшно. Депонијата се трупаше во центарот на градот и многу луѓе, некои спортски сали имаше руинирани, затворени, заборавени. Некои спортски сали ВМРО ДПМН ги направи кога беше на власт, некои останаа запуштени, некои не се ни довршија од страна на самата власт, да речем, во надлежности на ДУИ. И многу луѓе, без разлика кој каде припаѓа политички, идеолошки или не припаѓа никаде, некои се одлучија и да заминат од општината заради немање на реални проекти кои што можат да ги примамат да останат тука. И втората работа, што исто така сакам да ја напоменам, кога ВМРО ДПМН беше централна власт, без разлика тоа што на локално ниво имало градоначалник од ДУИ, ние сме се обидувале за општината да направиме нешто како што беше инвестицијата на Key Safety Systems, која што и ден денес вработува од прилика 1000-1100 луѓе и други, да речем, проекти кои што можела централната власт да ги направи, но локалната власт не направила навистина буквално ништо и за жал
мислам дека тоа се пропуштени години, каде што вие продавате идеологија, продавате некакви национални еуфории, но локалните проблеми само стануваат поголеми и се трупаат. Тоа треба да го смени Александар. Што се случи во Брвеница, ајде, во сличен контекст, веројатно може да зборуваме. Освен епилогот дека сега бара работа во приватниот сектор, до вчерашниот кандидат за градоначалник Хаким, како и да му беше презимето. Да, Хаким Рамадани, мислам. Кој што меѓу двата изборни круга особено и претходно упатуваше сериозни пораки кои што го делат општеството. Зборуваше за, дека не смее да падне во македонски раце општината и така натаму. Видете, во Брвеница, од тоа што го имаме вака како информација од терен, градоначалникот Јовица е градоначалник кој што ниедно населено место или село не го гледал со диоптрија на наши, нивни, твои, мои или некакви. Еве, ќе го земам за пример селото Челопек или некои други околни села, каде што има мешано население или во дел од нив доминантно се етнички албанци. Тој во изминатите 4 години со нив разговараше и утврдуваше приоритети на нивните проблеми и ги решаваше. Дури опонентот, конкурентот за градоначалник Хаким Рамадани на една средба која што имал со жители од овие села каде што доминантно се албанци, каде што забележал дека во првиот круг има добар контингент на гласови за градоначалникот Јовица, од ВМРО-ДПМН им префрлил на жителите како вие сте смееле, како сте можеле да гласате за Јовица, а не за мене, па нели тука треба да задржиме ваква таква идеологија, ние, тие, наши и ваши. Но од еден постар, по-мудар човек, жител, добил одговор: дали знаете, господине кандидат за градоначалник, дека улицата на која што стоите, пред да биде Јовица градоначалник, беше кал и камења. Дали знаете дека ова игралиште на кое што играат нашите деца денес беше една ливада, кал и трња, а денес е уреден детски парк и ние немаме зошто да се срамиме или да се воздржиме да поддржиме човек кој што ни решил проблеми за кои што селото 20 години збори, но не добива решение. И Дарко Бутел е слична приказна, нели? Дарко Бутел е слична приказна со Љуботен, затоа што таму 20 години ги лажеа дека ќе имаат водовод, ќе имаат ова, ќе имаат тоа, ги оставаа луѓето без основни услови за живот, а потоа ги дисквалификува или ги стигматизира зошто гласале за ваков или таков градоначалник, како смееле да заокружат за ово или оној, притоа занемарувајќи ја собствената неспособност, токму представниците на ДУИ, што 20 години ги лажеле тие луѓе и како централна власт не мрднале со еден прст да им помогнат. Убав е овој пример каде што луѓе се обединуваат позади конкретна работа или позади луѓе со вредности настрана од тесните трла на етноцентризмот. Но може ли Македонија сега како држава да продолжи во еден ваков тренд? Ова не е прв пат да имаме ние вакви примери. Имре Салмани 2009 година доби многу гласови од македонци, ама после го продаде куќата и влезе во радикализам и пропадна таа приказна. Зоран Заев се обиде да направи нешто такво, да инкорпорира албанци во рамки на СДСМ, позади тој граѓански концепт. Меѓутоа, очигледно нешто поразлично правел од ова што сега се случува во Кичево, во Брвеници и на други места. И особено дали Македонија би можела да го земе овој модел, да се труди да го аплицира на секаде. Тоа значи да веројатно утреден во некоја општина ВМРО кандидира, не знам, во Шуто Оризари кандидираше Ром, но пример и во Тетово ВМРО да кандидира албанец, а влен да рече, или кој да е партнер, тогаш, добар е кандидатов на ВМРО, ако не од нашите редови, ќе го поддржиме, бидејќи сме коалиција. Како што сега ВМРО во Тетово го поддржа коалициониот партнер. Или како што сите во Струга застанавте позади независниот кандидат Менди Ќура. Да. Особено, само да довршам, дозволи,
Македонија да го издржи тоа, имајќи предвид дека има циклични процеси кај нас, да од време на време ние македонците треба да се откажуваме од нешто наше. Име, знаме, историја, идентитет и така натака. Во кој што случај па, кога некој сосед, например, има интерес да спроведе некој негов интерес кај нас, некоја негова политика кај нас, му одговараат таквите поделби. Поделби, фрагментација, да. Моето мислење, Македонија сепак не може да се гледа независно како единка во политичките процеси, бидејќи тука сепак има едно и регионално влијание, кое што доаѓа и се прелева делумно од политиките кои што се водат на Косово, делумно од политичката ситуација, позиција-опозиција во Албанија, трендови, па до некаде и од соседна Србија или Бугарија и слично на позитивен или на негативен начин, без разлика. И дел од тоа може и да влијае на дел, на некои структури во соседството, им одговара стабилна, цврста, напредна Македонија, но на дел структури кои што не се за подценување, им одговара Македонија која што ќе живее во кавги и во недоразбирање. И мислам дека таквите структури и сега, но и во иднина ќе се обидуваат да создаваат одредени реални или нереални поделби, но мислам дека локалните избори се нивото каде што овој модел на обединување околу вредности и проекти е полесно изворлив. Не викам дека е лесен, но е полесно изворлив, додека парламентарните претседателските избори се сепак малку по друг начин на определување, на гласање. Тука мислам дека веројатно ќе се задржи оној конвенционален пристап кој што сме го имале до сега, со можеби одредени амплитуди или обиден една или друга политичка партија биде поинклузивна, но на локално ниво се надевам дека ќе успееме да задржиме еден ваков тренд. Што ќе се случува на наредните, пример, парламентарни избори, во многу зависи од тоа како ДУИ ќе постапува во следниот период. Сега имаме една доста специфична ситуација во Мала Речица, каде што царот е гол, така. Не им успеа обидот да создадат атмосфера на референдумско изјаснување, какво што најавува дека ќе создадат. И генерално тоа секогаш така испаѓа кога човек ќе се зачаури во еден меур и која од јумот, од собствените мисли, ќе мисли дека се рефлексии... Гласови од општеството, да. Од општеството. Тоа се случи со Бујар Османи, Артан Груби од поодамна е недостапен. И сега на Али Ахмети останува да одлучи што понатака. Откако го изгуби Чаир, нели, тоа беше Галиполи, го изгуби Тетово, ја изгуби Струга, го изгуби Кичево, односно не го изгуби, не ги доби овие општини, бидејќи нели некој не ги владееше. Во Гостивар е се уште лимбо ситуација, во јануари ќе се повторат таму изборите, таму Таравари ќе си рачуна веројатно во меѓувреме што ќе се случува, но ДУИ се може да се пофали само со општина Чашка и Чашка, Пласница, Липково и уште една, не знам која беше четвртата општина, 4 општини. И сега што? Многу слаб резултат. Работата кај ДУИ е што тие градеа партија која што се заснова само на култот на една личност. И се уште е така. Да има, условно кажано, победа во Чаир, дури и при слаб резултат, може да направат транзиција и да кажат Бујар Османи е следен председател, Ахмети полека се повлекува од политичката сцена, но моја проценка е дека во Чашка нека го стават председател. Во моментот доколку Али Ахмети се повлече од челната позиција на ДУИ, партијата мислам дека би доживеала сериозна фрагментација и очекувам да прават некои измени во другиот состав. Состав на подпредседатели, секретари, организациони, кои да се други соработници, да ја обновуваат, да кажам, таа екипа. Еднаш и направија такво обновување на екипата, тоа беше во 2011, 12, 13 година,
смени одредени министри, направи одредени ротации, но не ја сменија матрицата. Ако ДУИ продолжи да действува со истата матрица, не верувам дека ќе има некои подобри резултати. И доколку не направат суштински промени, тогаш најголемиот добитник ќе биде, според мене, партијата на Изет Меджити или Влен во целина, затоа што тогаш дел од третиот, четвртиот ешелон или одредени по-лабаво поврзани симпатизери кон ДУИ, ќе си ја бараат својата опција, перспектива или поддршка во алтернативата која што се нуди на политичката сцена. Истото прашање или дилема постои кај СДСМ, дали ќе има или ќе нема повлекување на нивното раководство. Да, доста слична е, би можела да биде анализата и кај нив. Слична е кај нив со тоа што кај нив Кој потврсто би се држал за столот, Али Ахмети или Венко Филипче? Работата е што Али Ахмети одлучува сам за себе, дали ќе остане или нема да остане на чело на ДУИ. Венко Филипче не одлучува сам за себе, за него одлучува друг. Од оно искуство што го имав со ангажманот на изборите во Струмица, мојот заклучок е дека Венко треба да праша некого друг дали да се повлече или да не се повлече од... Тоа го зборуваат луѓето во Струмица на улица? Во Струмица на улица се збори дека Венко Филипче е човек кој што ги спроведува налозите на Зоран Заев во која насока треба да се движи и развива СДСМ, и доколку одлучат заедно Зоран Заев и Венко Филипче дека Филипче треба да се задржи по секоја цена на чело на СДСМ, тогаш не би исклучил да им се појави и некоја нова фракција, нова партија или некое ново движење кое што нема да се пронајде во ваквиот прилично паднат и затворен СДСМ, а да си бара некоја нова политичка алтернатива, дел од нивното членство. Како падна Струмица фактички? Што се случи на овие избори? Кичево се откажа од Дехари, Карпош од Стевчо, Струмица од Заев? Па, мислам дека... Зборам за долгогодишни лордови во политиката. Бастиони, да, и долгогодишни личности кои што беа препознатливи во секој случај. Во Струмица имавме многу добар тим за работа, пред се кандидатот Петар Јанков и носителот на листа доктор Никола Маджунков беа одличен политички, би рекол, локален пар кој што многу добро се представија во јавноста. Имавме и добра екипа околу нив, кои што помагаа од сите местни комитети, без разлика дали од самата Струмица, дали тоа Мето Пасков или е Павлина Гелева, или е Танкица, или е Кире Синдраковски, или е Никола Андонов и Владимир Ристов и многу други кои што беа десетина години веќе вклучени во струмичките процеси. Малку требаше охрабрување дека победата во Струмица е можна, бидејќи после 20 години порази некои луѓе не очекуваа дека може да се случи пресврт. Теренската активност ја организиравме добро, ги посетивме сите места, и село Мемиши, кое што има 12 гласачи, и селата Просениково, Куклиш, Дабиле и градските средини. Не може само со рилсови, значи, да се победува на избори. Дефинитивно. Кој да го кажал тоа, во право бил. Со рилсови не се победува на избори. Тука исто така би сакал да истакнам дека многу беше од користи ангажманот на господинот Кемал, кој што беше дел од нашата советничка листа, а е активен во Турското мало, и тука си има своји поддржувачи. Значи, направивме едно сеопфатно покривање на целата струмичка општина, и најмногу од тоа што ни користеше беше целодневниот ангажман. Наутро кандидатот за градоначалник средби со стопанственици, попладне настани со одредена целна група, навечер од врата на врата кај секој граѓанин или кај секое семејство за кое што сметаме дека треба да се подели програма и да се поканат на гласање и да им се укаже дека промената во Струмица би била и за нивно добро. И дека е можна. И дека е можна.
Нашите очекувања беа од прилика дека би победиле со 4000 гласови разлика. Испадна дека имаме и поголема победа, добивме и мало изненадување. Ти имаше една опасна порака добиено од СДСМ на денот на изборите, 19 октомври. Нели, да. Токму најави дека очекуваш победа од 4000 гласа и од СДС ти рекоа во 7 саат да дојдеш пред штабот на така беше, да. Вонредно соопштение. Вонредно соопштение. Да. Дента на изборите точно е дадовме изјава кој што очекува од изборниот ден и ја кажав прогнозата дека очекуваме победа од 4000 гласа, бидејќи тоа ни беше согласно нашето мапирање анализа, го очекувавме тој резултат. Но од СДСМ беа прилично вознемирени, дадоа вонредно соопштение Антонио Милошовски во 7 да дојде да ни се извини пред штабот на СДСМ, бидејќи дава манипулативни бројки. Прилика сега да се извиниш ако сакаш дека ја погреши бројката. Ја погрешив, победивме со 5300 гласови разлика, но како и да имаше еден друг момент, долгото владење од тие 20 години, во самата СДСМ имаше создадено конфликти, бидејќи една фамилија владеела и една фамилија била научена безпоговорно да се исполнуваат сите дадени задачи, дали се тоа дупови, дали се тендери, дали се набавки. Како крал, нели? Па како кнежевство, да кажеме, да, како кнежевство. Во една област во Македонија. И до вчерашниот градоначалник Костадин Костадинов во последните година дена веројатно не бил спремен безпоговорно да сите работи да ги следи. Да. Тука се создаде еден конфликт, па дојде друг кандидат Маријан Даскаловски. И втората работа која што исто така ни беше од голема помош, пратеничката Јована Тренчевска, која што е од Струмица, да. Долго време, како и соработник на Мила Царовска предходно, а и министерка за труд и социјална, многу жестоко се залагаше за родител 1, родител 2, родови идентитети, вметнување на тие нешта во општинските декларации, во учебниците и слично, наметнување на еден таков јавен дискурс. А во Струмица морам да признам и во струмичката околија, тоа што ја прави малку поразлично од другите во Македонија, е многу силно влијанието на МПЦ. Имаат навистина сериозни свештеници, влијателни, општествено одговорни, со своје мислење за одредени теми и ваквите теми кои што се спротивни на нивното верување и верувањето на мнозинството на граѓаните, влијае дополнително да ние да добиеме ветар во едра, бидејќи ние бевме политичката партија која што ваквите грешки на Мила Царовска и на Јованка Тренчевска ги исправавме во Македонското собрание во неколку закони, а самото тоа добро се забележало и на терен. И во тој дел добивме дополнителна, би рекол, природна поддршка заради взаемен интерес и верување одредени принципи кои што сметаме дека се природни. Не се ниту политички, ниту идеолошки. И разликата беше поголема од тоа што го очекувавме. Посакувам голем успех навистина на новиот градоначалник. Се надевам дека ќе успеат, но ќе треба помош од централната власт, бидејќи во Струмица се работело прилично недомаќински во изминатите 20 години. Во тоа вонредно соопштение вас меѓуредови ви порачаа да не се мешате вие во струмички работи, секој да си изборува за таму каде што е. Така, дај Боже така да му викаа на Заев на времето, не оди Скопје во влада, остани тука Македонија ќе изгледаше поинаку денес. Од трета страна истиот тој Заев, за кој што ете во Струмица на улица говорат дека му наредил на Филипче да седи на тронот на СДС со цел, предпоставувам, само заклучувам, да ги брани нивните лични интереси преку остварување на некакво политичко влијание, контрола во мали наводници на некои пратеници, за да учествуваш во процесите, да бидеш фактор. Сега се дефакторизирани. Заев е можеби фактор во Дубај, можеби и Венко Филипче фактор некако во Дубај, но што би било следно за него во светло на она што па сега граѓаните како очекување го имаат од владата на ВМРО ДПМН, што и го најави малтене премиерот и пред изборите, а тоа е навистина сега без ракавици влегување во некаква сериозна процес на сериозни реформи во правосудниот систем, бидејќи се друго ќе џабе и ќе падне во вода и Скопје ќе се исчисти и долгот на комуналец Кичево ќе се надокнади, но ако чувството на правда не почне да се враќа, чувството дека ја губиме државата ќе биде се поголемо и поголемо.
Јас се согласувам со таквата констатација и сум заложник на сум застапник на тоа дека треба да имаме по-сериозни, по-темелни реформи во правосудството. Не може се друго да подобриме, да коригираме, но ако не го подобриме обвинителството, судскиот совет, ако не се подобри начинот на функционирање на Врховниот суд, на судството во целина, тогаш не сме ја постигнале целта, бидејќи последниот механизам кој што утврдува одредена одговорност, вина или неказнивост за состојбите за кои што говориме, за комуналното предпријатие во Струмица, во Кичево и на многу други места, или за состојбите на претходното владење 7 години СДСМ ДУИ, ако го немате тој момент на одговорност, вие не сте ја постигнале целта. Прво, не сте оправдале довербата на луѓето кои што очекуваат таква одговорност, без да се преодицира кој и што направил. И втора работа, и за некоја следна генерација, оваа генерација на политичари на локално или на централно ниво или следна, ви оставате простор дека може да действуваат на сличен начин без да понесат одговорност. Затоа сметам дека треба што побрзо од страна на Министерството за правда да бидат процесуирани и поднесени клучните закони за реформи во судскиот совет, во јавното обвинителство, во другите органи на правосудството, и владата порешително да влезе во расчистување на ова, би рекол, состојба во правосудството, на тие ниски 2% кои што може би одат се уште надолу. Знам дека ќе има реакции. Ако не превземате... По секој случај ќе има реакции. Да, ако не превземате ништо, тогаш има реакции и не превземате. Ако превземате нешто по-темелно, зошто превземате? Па реакција од Хелсиншки комитет, па реакција од одредена група од Брисел, од трета, од четврта, но битна е долгорочната цел. Со ваква состојба во правосудството ние не можеме да бидеме подобра држава од тоа што сме. Нити некој може да не увери, без оглед тој каква екселенција е или кого се представува, дека има независност во правосудниот систем и дека судството само од себе ќе се реформира. Не се така поставени работи. Она што можам да го споделам е, нели го знаеме господинот Наќе Георгиев, кој што заедно действуваше во еден тандем со Иџет Мемети, наместо да делат правда, тие продава пресуди поблаги или по-високи, зависно од тоа колку ќе плати странката. Неговата сопруга, Наќе Георгиев, е обвинителка во Струмица. Да бидам искрен, слушнав многу работи, но не позитивни. И тоа е... Од граѓаните во Струмица, предпоставам. Од граѓаните во Струмица, кои што имаат лични проблеми. Значи, кои што биле дури, да речам, жртви на процеси каде што имотно се оштетени, само затоа што некој се чувствувал недопирлив и неказнив и имал едно укотвено свое пристаниште и моќ во правосудните органи, особено во судството и обвинителството, и тоа мора да се расчисти. Нам ни дадоја доверба и на парламентарните, на локалните избори, но мислам, според мене, дека дури излезеноста, процентот на излезеноста е некаков сигнал дека сигнал дека луѓето очекуваат повеќе и во овој сектор. И во овој сектор има и еден друг фактор. Другиот фактор за намалениот процент на излезеноста е што од страна на СДСМ не достигаше посериозна конкуренција. Немавме толку конкурентен кандидат во Велес за градоначалник, во Охрид, во Скопје, на повеќе места. Би рекол, можеби на една третина од општините градови скоро никаде. Имаше слаби, не толку подковани, да речем, подготвени. Во Битола немаше кандидат на СДСМ. СДСМ да беше малку посилна и поангажирана партија во овие локални избори, мислам дека и процентот на излезеност беше сигурно за 5-6% повисок од сегашниот. Чувството на сигурна победа, некои луѓе останале дома, ректе. Некои луѓе можеби следејќи ги и самите сондажи во јавноста, но и самата ситуација на терен, увиделе дека нема да промени многу нивниот глас ако се симпатизери на СДСМ, но како и да е, дел од граѓаните мислам дека со неизлегувањето упатија порака дека ние треба да бидеме поактивни, особено во делот на реформа на правосудството. Да. Возможно ли е нешто
посериозно да се случи во однос на освежување на владата и така натаму. Конгресот е закажан на 6 декември. 6 декември во Кавадарци. Така, мини реконструкција мора да има сега поради новите околности, нели, вице-премиерот и министер за екологија избран е за градоначалник. Ќе има веќе новиот вице-премиер е најавен Беким Сали, но ќе има ново кадрово решение во Министерството за екологија. Возможно ли е некоја поголема промена од тоа и што може од Конгресот да очекуваме според тебе? На Конгресот на ВМРО-ДПМН според мене може да се очекува реизбор на председателот на партијата Христијан Мицковски. Со самиот реизбор органите на партијата, другите органи на партијата им завршува мандатот, извршниот комитет, општинските комитети и слично, и ќе треба повторно да се оди на реизбор, апликации, интервјуа, конкурирање за пополнување на тие места. Тоа може според локалните избори ангажманот да бидат одреден параметар каде ни треба континуитет, каде ни треба освежување и дополнување со одредени кадровски ресурси. А она што го најави премиерот е дека во после овој конгрес би требало да има одредени и освежувања во самиот владин состав, бидејќи година дена и 7-8 месеци според мене се доволни за да се направи една рентген снимка, особено ако сте председател на владата, за да може да видите кои од играчите ви се поангажирани, кои ви се можеби со послаба кондиција и се тоа во интерес на еден посилен капацитет на оваа апсолутна одговорност која што ќе биде прилично голем товар за сите нас. Се разбира, и тоа би било одговорен потек. За крај последно прашање, малце да сонуваме според тебе искуството што го имаш и како министер за надворешни работи, возможно ли е промена на моделот на прием на нови членки на Европската Унија? Консензус или квалификувано мнозинство? Сум разговарал на таа тема со некои од колегите пратеници од различни земји, Германија, Холандија, Шведска и слично. Има желба тоа да се смени како модел, но треба консензус за да се смени тој модел. Сега лакмус тест ќе бидат случаите на Молдавија и Украина. Данска, Шведска, Полска, други земји соседни на Украина прилично силно се залагаат Украина да отвори почеток на преговори и некои поглавја, но Унгарија и Словачка се против. Може би и други земји се против, но не ги знаеме. Доколку се успее да се најде некој механизам кој што би заобиколил 2-3 земји членки, одредени опонирања, тогаш тоа може да биде корисно и за Македонија во иднина, но во секој случај би било корисно затоа што ако имате двотретинско одобрување на отварање на одредени преговори, тогаш имате поголема веројатност дека преговорите се отвараат според копенхашките критериуми, а не според желбата на едни или на други. И она на што ние, еве би рекол, како Македонија завидуваме, и сега кога збориме за Украина и Молдавија, земјите кои што им се во соседството, Полска, Балтичките земји, скандинавските земји и други, ги поддржуваат овие своји соседи да направат чекор напред. За жал, на јужниот дел на Европа, Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и други, земјите од соседството кои што се членки на Европската Унија, барем досега од оно искуство, гледаат како да ти направат уште една сопка. И тука мислам дека е малку и кусогледоста во нашиот регион. Некогаш сами си ускратуваме шанси и да бидеме и со подобар имидж, а и да бидеме поуспешни внатре во ЕУ. Во ексију тоа го викале што јужнije, то тужнije. Ама со надеж дека тоа ќе се промени, го завршуваме овој разговор. Ти благодарам на одвоеното време, на добрата анализа што ја направивме. Уште еднаш честитки за огромната победа, особено па и за општините кај што директно работеше ти, како Кичево, како Струмица, Карпош, па не го прокоментиравме, ама мислам дека јас доволно го искоментирав минатиот период. Ке се видиме на некој од базените што ги изгради до вчерашниот градоначалник. До следното видување. Благодарам уште. Благодарам многу. Пријатна вечер за гледачите. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Се гледаме утре по 22:30. Гостин ќе биде адвокатот Тони Менкиновски. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонијо, главата горе.